Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Популарната Рейчел од Пријатели влегува во улогата на мајка. Актерката Џенифер Анистон наскоро ќе се мажи со Џастин Тероу, а наводно парот сака што поскоро да посвои дете. Шпекулациите за приновата во семејството на Анистон и Тероу произлегуваат од блиската пријателска врска на актерката со Шарлиз Тероун, која минатата година го посвои синот Џексон. Џенифер, која со години е мета на трачеви дека или посвојува или е трудна, се уште не ја потврдила, ниту пак демантирала новата вест за посвојувањето. А нејзината венчавка со Тероу треба да се одржи во некој од следните месеци, односно до почетокот на летото. Па дали парот после тоа ќе посвои и дете, останува да видиме. Опра Винфри спаѓа меѓу најбогатите луѓе на светот, а оваа водителка веќе втора година поред е прогласена за највлијателна славна личност. Иако своето популарно шоу го заврши пред 2 години. После 25 полни години емитување, Опра во телевизискиот свет остана благодарение на сопствената мрежа Опра Винфри Нетворк. Истражувањето за магазинот Forbes го спроведе агенцијата Apple Market, а по Опра на листата на највлијателни славни личности се најдоа и Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Рон Хауард, Џорџ Лукас, доктор Мехмет Оз, Барбара Волтерс, Боно Вокс и Клинт Иствуд. Изгледа на Кристен Стюарт издосадија мажите, па сега актерката наводно е во врска со 31 годишната асистентка на Кети Пери, Тамара Натисин. Дојдоа во хотел и ноќта ја поминаа заедно. Сите забележаа дека меѓу нив има нешто повеќе од пријателство, открил близок пријател на актерката. Кристен до пред известно време тагуваше затоа што ја остави Роберт Патинсон. Тој не можел да го преболи фактот што Кристен го изневерила со Руперт Санадерс, па решил да стави крај на врската. Кристен шеташе под дома со боксерките на Роберт и беше тешко, но сега се чувствува многу подобро, додал пријателот. Незиниот поранешен дечко Роберт Патинсон, кој моментално е во Австралија, каде го снима неговото најново филмско остварување, изјавил дека не сака ниту да ја види, ниту да има нешто со неа. Пејачката Кети Пери потпиша договор за својата прва автобиографија вреден 2,3 милиони евра. Автобиографијата Кети Пери со наслов Part of Me ќе содржи досега непознати детали на незиниот 14-месечен брак со британскиот комичар Расел Бренд. Кети на овој начин ќе се обиде да го притекне својот поранешен сопруг, кој се подготвува да издаде свој автобиографски серијал My Book Woody, во кој сака да ја раскаже својата верзија на приказната за бракот со пејачката. Обожавателите на Пери нестрпливо ја очекуваат незината автобиографија. Документарецот за животот на Бионсе Life is a Bit of Dream ги руши сите рекорди на гледаност на телевизиската програма HBO. Документарецот, кој својата премиера ја имаше на 16 февруари, го гледале 1,8 милион гледачи и со тоа зад себе ја остави мини серијата за ураганот Катрина на режисерот Спајк Ли од 2006 година, кој привлече 1,7 милиони гледачи. Исто така, документарецот постигнал 3 пати поголема гледаност отколку последната епизода на популарната серија Girls. Ова досега е најинтересен документарец за животот на некоја од светски познатите личности. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.